Добро вечер и добро дојдовте во За или Против, уште едно во живо издание на дебатната емисија. Велам дебатната, бидејќи вечерва имам двајца гости, а насловот, како што веќе можете да го видите на телевизорите, дома предпоставувам, е дека на 6 месеци пред избори владата одлучи да му ги врза рацете на шефот на државата, актуелниот идните председатели. И, односно, Алфа дојде до Алфа стигна ексклузивно новиот закон за помилување, кој од нигде никаде се појави вчера, од вчера би рекла поинтензивно во медиумите. Денеска веќе го имаме и текстот, имавте прилика да слушнете за што станува збор во информативното издание, односно Централниот дневник, и не смее да се занимари тајмингот или времето на неговото појавување, речиси истовремено со кривичниот законник, оние спорни измени кои веќе се на сила, но и законот за амнестија, и сето тоа така на брзина спакувано во многу кус период пред избори. Зошто е ова вака? Колку е тоа опасно поединечно за сите закони? Вечерва ќе разговарам со двајца адвокати, верувам на ваше задоволство. Од мојата лева, ваша десна страна, Сашко Дуковски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добро е најдов, благодарам за поканата. И од десната страна се разбира моја на гледачите лева, Драган Стари Пешевски, исто така адвокат. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Фала ви на поканата. Ајде почнуваме од Дуковски. Најавата е ова која што ја слушнавте, Дуковски. Зошто му се врзуваат рацете на председателот? Заради идни политички импликации, сметам дека целиот овој дуо од закони, законот за амнестија и законот за помилување, кој што јас денеска го видов, има чисто политички импликации, и тоа не е случајно моментумот зошто се воведува сега во овој момент, на нецели 6 месеци пред изборите. Се обидува предлагачот да воспостави некаква си своја идеја дека всушност ќе воспостави некаква си висока демократичност со тоа што на председателот на државата ќе му невозможи во тек некој кој е предмет на кривична постапка да му даде помилување, туку само за пресуда. Голема работа. Тоа е залажување на јавноста. И повторувам, немате поголем доказ на мешање на извршната власт во судската власт со овие два закона, а ефектот и од двата, особено од законот за амнестија, но и од законот за помилување, ќе биде едно големо нула. И повторувам, замајување на јавноста со вакви... Сакате да кажете, едно големо нула, нема да има опасности од нивното носење, односно имплементирање, или беззначајни се во таа смисла? Нема да има опасности, сосема спротивно. Нула од ефектот за кој што се донесува, на големо кажување дека овие закони, нешто кузне што ќе направат, но ќе анализираме и ќе зборуваме детално за сите три. Ефектот од ова донесување е залажување на плебсот, на јавноста дека нешто се предизвикува и дека Македонија заличува на високоправните европски држави, нешто што нема, нешто што е подалеку од вистината. Нула. Пешевски, ако му се намалуваат надлежностите на председателот, меѓутоа она што јас не сум правник, и тоа го нагласувам секогаш кога имам правни експерти во емисија, бидејќи не сакам да звучам неписмено, но од друга страна вели се бришат и комисиите кои претходно беа во рамките на кабинетот на председателот, и ми се чини дека постоеше уште една друга комисија, можеби сум грешка. Значи, они не можат се уште да сватат каква грешка прават со намалување на уставно загарантираните ингеренции на председателот. Него му се одзема аболицијата како уставно загарантирано право кое што го има истиот како носител на јавна функција, односно прв човек на државата. Не треба да заборавиме, истата ефективно се употреби само еднашка, кога беше аболициран поранешниот премиер Зоран Заев. Така. После тоа ефективно се нема употребено ни еднашка, видовме што се случи со случајот на Ѓорги Иванов и како се тоа заврши неславно, но забораваме кога ќе имаме меѓународни процеси помеѓу две држави, односно не треба да имаме размена на шпиони помеѓу две држави, имаме дипломатски скандали, тука ќе бидат отсечени рацете на председателот, и тука што би
Што би правеле? Тука не размислуваат големите правници во Министерството за правда, што и како ќе се случува во такви ситуации. Од друга страна, другите закони што се носат, значи, по мене де факто, се носат два закони за амнестија, не се носи еден закон за амнестија. Де јуре се носи еден закон за амнестија, овој сега што е, кој што сега влага во, нели, во скратена постапка, кој што е селективен закон за амнестија, како и претходно што се донесе без разлика на сите критики од јавноста. Збориме за измените на кривичниот законник, кој што е според мене, 3-5-3, кој што е според мене трајна амнестија, која што е дадена од сега за секогаш и во вечни времења и со која што ќе се потврди неказнивоста на носителите на јавни функции. Да, така и тоа е страшно и тоа се пакува во опаковка од европски вредности, европски закони и не знам си што, а нема врска едно со друго. Споменавте му се врзуваат рацете на председателот, односно му се оневозможува, дадовте интересен пример во кои случаи во меѓународна соработка би било клучно, меѓутоа пак од друга страна, според она што успеав да го разберам од читајќи го текстот на законот, Министерството за право добива надзорна улога. Ова колку е опасно? Опасно е затоа што очигледно извршната власт пробува да има целосна контрола не само на председателската власт, на законодавната власт, на судската власт и на сите власти, што станува веќе преопасно. Гледаме што и како се случува. Или со други зборови кажано, озаконување на тоа што го гледаме секој ден. Извршната власт владее со судската власт. Со други зборови кажано. Озаконување со Хрватите велат мур со печат, дека извршната власт е таа која што ќе ги контролира состојбите во судството и не само со судството. Извршната власт станува апсолутна власт и тоа станува многу опасно. Секој на 4 години власт кој што ќе ги употребува додека му трае мандатот ќе може да прави што сака и како сака, а сега со новите измени на кривичен законник знае дека кога ќе го сменат од власт па нема да одговара за тоа што го прави. И добро, во целава оваа морам ова да ве прашам, бидејќи ми доаѓа некако спонтано со оглед на првични оценки на стартот на емисијава. Како е можно една владеачка структура која се бореше да дојде на власт со паролата нема правда, нема мир, знам дека ова сите ве прашуваат каде и да сте гости, нели ова е некој заклучок, но искрено сум вчудена видена како е возможно една таква условно речено политичка елита тогаш сега да го прави ова. На очиглед на цела јавност и сите експерти, на секому му е јасно зошто се прави ова сега и на начин на кој што се прави. Како се надеваат тогаш овие луѓе дека ќе добијат гласови на избори, еве, не знам. Дуковски? Макијавели го има дефинирано тоа многу одамна, целта ги оправдува средствата. Од една алатка за доаѓање на власт, вие сега чините се за да она што се оправдано се плашите дека ќе ви се случи, да на некој начин го пренебрегнете, односно законски го регулирате да не сносите консеквенции за вашите лоши владења, кои што не се граничат, туку кои што многу често завлегуваат во криминалната сфера. Тоа е ништо повеќе, не треба многу памет за тоа. Што значи овој момент? Само еден дел ме заинтригира многу и тука се више не само правните начала, туку и моралните начала, без разлика кој гласал за измените на кривичниот законник, а кој гласал против. Тука се постава прашањето, да, пратениците се независни во својата функција и може да ја вршат неограничено, но дали некој смее да гласа за промена на закон и да го направи полесен, односно да се промеше во судската власт за дело за кое што во моментот одговара. И тоа мислам дека е недозволено, без разлика дали гласа за или против. Интересно. Но сметам дека Уставен суд немаме, па и да се поднесе било каква иницијатива, таа ќе биде отфрлена веднаш. Да, и тоа лошо звучи оваа констатација, знаете? Лошо? Имаме уставен, а немаме. Немаме уставен. Немаме уставен, имаме уставен формално, де јуре немаме уставен суд. Јас сум го предизвикал неколку пати Уставен суд. Прво, вие гледате законот за амнестија, имате папагалско повторување дека овој закон бил исти како законот во 2018. Да, така. И на тие високи правни експерти кои што тоа само нон-стоп го повторуваат, треба да им се каже дека ако еднашка било лошо некој закон 2018 година, се очекува
по пат на еволуција законот сега да што биде е барем 2000 минимум подобар. да биде подобар, а не да биде па истиот е 2018 година. Па на тој закон, јас убаво се сеќам, на 6.2.2018 година, кога беше донесен, јас го предизвикав тој наш вичен, под наводници, уставен суд, кој што е се, само не е највисокиот суд во Република Македонија, односно посебна судска власт, а Уставниот суд да со иницијатива за оспорување на уставноста на тогашниот тој закон на кој што сега се повикуваат дека бил ист овој закон за амнестија. Да, па зашто го носиме тогаш? Да, и чекав една година дена и за да добиам едно брутално бенигно образложение од 5-6 среда дека све било во ред, дека постоело закон, тогашниот закон за амнестија, тој се применувал и сите ќе бидеме среќни. А токму тоа јас го предизвикав, поднесов апликација за неуставноста на законот за амнестија, затоа што не можете, но ќе разговараме, не можете да имате селекција во законот за амнестија. Дефинитивно и за тоа ќе зборуваме, иако имаше многу интересна паралела пешески за двата закони за амнестија. Има уште еден момент во овој за помилување новиот, па потоа одиме да ги чешламе другите, се затегнуваат роковите на институциите, но и лицата кои се задолжени за спроведување на помилувањето. Ова што значи затегнување во на институциите? Ја мислам дека да имек временски побрзо, се прават паради пред јавноста. Еве, кај донесовме толку лоши закони во меѓувреме, носиме нешто и што ќе звучи позитивно и другите ќе ги привлече да им звучи, еве ние правиме нешто. Имаме големи експерти во Министерството за правда, па еве донесовме и нешто паметно. Па пофалетен. Пешевски би сакала да се задржам уште малце на вас. Ајде конкретно кривичниот законник, односно спорните измени. Може ли со пластичен пример да ни хипотетички да ни кажете што би значило примената негова? Ева конкретно изберете измислен случај и како тоа би значило? Збориме за измените на кривичниот закон или за законот за амнестија? За измените на кривичниот кои веќе се во сила. Ќе ви кажам најпластичен пример. Да измислиме дека одредено лице од буџетот на нашата држава проневерило, односно не знаеме како завршиле, од прилика 3 милиони евра. За тие 3 милиони евра, додека он се смени како функционер од власта и додека почне да одговара пред судската постапка, делото ќе застари, но и да не застари, за него ќе биде предвидена многу помала казна од тоа да некој обие кола и украде радио од истата, што мислам дека е апсолутно безвезно. Незаконито е. Сега е законито. Сега е законито, но не би требало да биде дозволено. Незаконито во закон да стои, апсолутно. Незаконито во закон стои. И сега гледаме дека за 3 грама марихуана имаме предвидена казна од 3 до 10 години, а за проневера на буџет имаме казна до 4 години. Каде е тука логиката? Освен на тоа, власта да се заштити само од себе, да се заштити од понатамошен кривичен прогон, но веројатно во политички договор да ги заштити и оние кои што сега одговараат за одредени кривични дела, односно за истиве членови кои што се тука предвидени. Па и во иднина. Оние кои што не ќе се само сега, обрешат пред се. Затоа и ви кажав за сите времиња. За сите време се спроведува буквално неказненост на високите функционери за секогаш во оваа држава. И тоа се протна под знаменцето на европски вредности. Не ви се верува дека на пример со промена на власта можеби ќе постои свест ова сепак некако по законито да звучи, да се промени и овој можеби ќе се промени на овие луѓе кои што имаат направено проневери, за кои што се водат постапките, секогаш ќе се повикаат на полесниот закон кој што важел во како што може секој обвинет во постапка да се повика. Значи добро и тоа да се нагласи бидејќи еве јас не ми текнува на таа и да има понатаму промени, секој до овој период ќе се повика на полесниот закон кој што за него важи во одреден период. Значи, би требало до моментот додека важи тој закон да одговара за ништо, ќе се повика на тој закон. Ќе се повика на тој готово и ќе имаме апсолутна застареност во сите постапки кои што се водат за овие членови. Дукоски, исто вака за законот за амнестија, значи исто вака и со пример на висок функционер. Еве на пример. Хипотетички измислен пример, чисто за да ја доближиме на јавноста и вака кога ги нафрлуваме колку се спорни, колку се наеднаш се носат и колку популистички се трчат да се донесат. На луѓето не е јасно што ствари ќе значат. Всушност, па јас друго би кажал, не би одел со таков пример, затоа што колегата збореше
да, народ. За кривично. Значи, а што е амнестија? Амнестија, бидејќи државата како организирана сила. Државата има право да казнува, затоа се формирани судови и да определува затворски казни. И тоа е во ред. Секоја држава тоа го прави, затоа се вика држава. Но исто така има право и да дава милост, а амнестијата е тоа, на поименично неопределени лица да им даде милост. Но најголемата глупост што може да постои, повторувам, најголемата глупост и со големи букви глупост, а што може да постои во еден закон е селективната амнестија. Значи, член 8 и член 9 од Уставот на Република Македонија, член 8 вели, сите се еднакви пред Уставот и пред законите. Тоа е едно, а член 9 вели, темелните вредности во Уставот на Република Македонија се владењето на правото и човековите права. Па како тогаш сите лица, односно граѓани на Република Македонија се еднакви, ама изгледа некои се поеднакви, кога имаме ситуација да за одредени кривични дела, а сето тоа се води под закон за амнестија. Значи, амнестијата сама по себе е милост кон индивидуално неопределени лица, кон сите лица. Во тоа се разликува од помилувањето. Помилувањето е за Рајко, Петко, за Сашо, за Драган и така натака. А амнестијата е за поединечно неопределени лица. Ако е тоа така, зошто вие правите такви будалаштини од типот ограничување за кои кривични дела може да важи и за кои кривични дела не може да важи. Значи, тоа е страшно. Значи, ја не можам да се соземам од таа правна неписменост и номотехничка неписменост во пишувањето на овој закон и во тргнувањето на делата за кои што Ај за кои дела зборите, за да им објасниме на луѓето кои не го имаат прочитано, не го знаат, немаат. Прво сакам да ви кажам, да тргнам многу краток, ќе бидам концизен. Сакам да ви кажам, еве го законот тука пред мене, вели една од целите на две се фундаментални цели кои што ги предвидуваат, што сакаат, кој е голот кој што треба да се постигне со донесување на овој закон. Првиот гол вели ресоциализација. Повторувам, ресоциализација. Значи, секој што средно завршил право, знае што е ресоциализација. И вие велите, со овој закон некој ќе се ресоциализира. Како веќе се ресоциализира ако му ја намалите казната? Значи, има ли некој човек, пилот во Министерство за правда, номотехника е наука за пишување на правни акти? Вика, еве го, ќе се изврши ресоциализација. Ова зборувате за амнестија закон? За амнестија збор. Исклучиво за амнестија збор. Понатаму вели ќе се намали вика бројот на затвореници во затворите. Да. Исто ноторна будалаштина. 30 години во Република Македонија затворите се пренатрупани. Јас сум модел како представник на една невладина организација, сум модел со СПТ, со Комитетот за превенција од тортура во сите затвори во Македонија. И секогаш била ситуацијата таква каква што е пренатрупана. Сега вие ќе дадете амнестија и сега ќе се правдате со амнестијата затоа што имало многу затвореници, па и сега ние ќе ги пуштиме некој и ќе биде супер, ќе бидат како у Шведска затворите. Будалаштина невидено. Па уште се повикуваат на Комитетот за превенција на тортура и така натака. Што сакам да кажам? Значи, пред се и над се, кога носите закон за амнестија, таа мора да важи за сите кривични дела. Може би имам дилема за делата против човечноста и меѓународното право, каде што во ниедна нормална правна држава тие не се предмет на амнестија или било какво намалување на казна. Но само за тоа. Какви се тие се гледа дека овој закон и тргнувањето на некои членови од овој закон е направено строго теледиригирано. Например, мене не ми е јасна, видете какви будалаштини е ова. Прво не ми е јасно, сега обичниот гледач може би ќе рече, што збори овој? Зошто да не стекнат право на амнестија и лица кои што се осудени на казна доживотен затвор?
Еве, јас јавно го поставам тоа, зошто не се... Јас имам клиенти кои што одлежале 15 и 20 години казна. Не мора вие да го пуштите веднаш, но намалете му ја казната од доживотен затвор на 40 или на 20 години затвор. Втората глупост. Убиство. Што мислите вие со убиство, дека убиство како кривично дело е потешко? Јас ќе ви набројам 10 кривични дела кои што може да имаат потешки последици од убиство. Например? Разбойништво став 4 опфатено. Еве, например, не, разбойништвото е секако исклучено, него тешка телесна повреда со некој орган оштетување, односно инвалидитет. Јас имам клиент кој што има 80% изваден му е бубрек, извадена му е слезина и е во количка. Како тоа е лесно кривично дело и тоа лесно може да помине со амнестијата, а убиство кое што некогаш може, тој не вели убиство на миг, не вели... Тоа ќе ве прашав, нема ли конкретизирање на типовите? Пише член 123. Пише член 123 и они се задоволни со тоа. Имате значи во небрежност и се е ставено тука. И во обите ставено. И во обид. Све е ставено. 123 ви вели он. Он ви вели 123 и така да мислам дека тоа е една глупост од невидени размери. Понатамо да одим. Вие зошто сметам дека ова теледиригиран закон? Вие една од целите на законот велите за да се заштитат лицата кои што издржуваат затворска казна од честите менјавања на законот, мислејќи веројатно само што тоа не е напишано за 353, вие ги заштитувате со тоа што забранувате во истата таа амнестија да се добие амнестија за член 353. Кој морон тоа го напише? Ја не знам. Друга работа. Имате ова е тотално на Добро, знаете кој го пишува во законот? Имате чуено вака по ваши. Па не знам, па гледате дека имате, гледате вие дека имате гледате вие дека имате разногласие во самата влада. Еден ви вика, јас не се согласувам со амнестија, друг вели, јас не сум го потпишал ова, па трет вика, јас го поднесов ова. Значи, па самата институција укажа дека Камбовски го работел, кривичниот збориме, неговата група, потоа тој откако демантираше министерството рече не е Владо Камбовски. Ова е швицарски поднесен закон за амнестија. Еве ќе ви кажам и зошто се ова можда ќе ви личи вака високо стручно како некој лекар да ми збори мене за операција, но сакам да кажам. Вели, не е дозволена амнестија за кривично дело перење пари. Знаете, кривично дело перење пари за да постои, морате да имате основно кривично дело, од каде што сте земале нелегални пари, па за да ги пуштите тие пари во промет. Значи, вие не може да ви постои само перење пари, како од воздух ќе ги земете вие тие пари. Тие пари мораат да потекнуваат од така наречено предикативно, претходно кривично дело, и од тоа дело да потекнуваат тие пари, па вие да ги перете, да ги ставите во легален правен тек. Значи, вие не ви е дозволено перење на пари, ама добивате амнестија за даночно затајување, добивате амнестија за милион фискални дела што се, ама перење пари го тргнувате. Тоа е основно нешто што сметам дека не би смеело да се дозволи. Исто така, чуму е ова неважење, ова знам јас лично, но не би било етички од моја страна ни професионално да коментирам. Овој член, значи примање и давање на награда за противзаконито влијание, издвојувањето на амнестијата за овој член е направено токму заради еден случај во Македонија што беше бомбастичен и заради еден обвинет, и сметам дека е точно само заради него даден. Па би се воздржало тоа. Добро, еве тоа е направено за случајот рекет и тоа е направено за случајот рекет и за обвинетиот Бојан Јовановски. И тука немам дилеми. И видете сега најголемата глупост. Веројатно знае многу работи кои што може да ги дотолчат оние. Прилично сум сигурен на тоа. Сакам да ви кажам, видете најголемата шарада овдека што ја добивате.
кого ние како законодавци и правораздавачи прво треба да штитиме? Дали ние прво треба да штитиме домицилната, матичната држава, Република Македонија, или треба да ја штитиме Европската Унија? Јас немам ништо против Европската Унија, да не се разбереме. Да, ма логиката на нешто. Но не може дека законите треба да се во служба на државата и да сега гледајте. и на граѓаните. Имате кривично дело, Поинтересувано. не е подложно на закон на амнестија, измама на штета на средства на Европска Унија. А измама на штета на средства на Македонија нема. Значи, вие можете да си крадете од Македонија во некаква си владина компанија, што сакате можете да правите, и вие ќе добиете амнестија, ама ако се работи за Европска Унија, па таква... Тоа значи дека Рашковски според овој закон би бил или... Не, Рашковски според измените на кривичниот закон ќе биде слободен, и тоа е тоа. Не според овој закон. Не. Рашковски како идеја ќе биде слободен. За кратко време. Него сакам да кажам, значи не може да ви биде Европската Унија побитна од домашната држава. Имате директор, лупам сега, имате директор на ЕВН, на МЕПСО, на што ја знам, на државна некоја компанија. И тој ќе направи иста ваква измама, само таа бидејќи не се за фондови од Европската Унија, затоа што тоа се тие ИПАРТ програми и така натака, тие се многу битни затоа што не удрија по нос европјаните, па доаѓа од ОЛАФ обвинители од странство да не наплаќаат и така натака. Тоа е многу битно, не реков дека не е битно. Но не можете вие да го ставите тоа, да не ставите, еве ви го примерот што мислам ви го кажав. Од друга страна, она за злоупотребата ви го кажав. Како можете вие злоупотребата да ја тргнете? И најбитното од се, по кој критериум се овакво се тргнати осудените од 27 април, односно кривични дела против државата. Сакам еден критериум некој да ми каже. Единствен критериум да ми каже. Надвор од таа будалаштина што го збориме 7 година се веќе во затвори, и тврдам дека се единствените политички затвореници за Македонија сигурно, а прилично сум сигурен и во Европа, можеби Асанж, ако е Британија Европа. Сакам да кажам дека кој е критериумот, зошто се тие... Зошто е селективно тоа? Затоа ви кажам, ова е теледиригиран закон. Мали Џокица сакал нешто да напише, па не знаел што да напише, па се повикува на некои европски искуства со кои што нема врска, се повикува на лоша копија, веројатно. Барем да е копија. Се повикува на намалување на број на затвореници, се повикува на ресоциализација, ве молам. Значи, каква црна ресоциализација? Вие можете да имате повратник кој што 200 пати е казнуван. Ама за кривично дело за кој што го опфаќа амнестија. Утредента може да ви направи кривично дело. За каква ресоциализација збориме? Значи немаат појма овие луѓе што го поднеле. Изборно терминот е погрешно употребен или пак не знаат што е добро, зошто е селективно кога станува збор за случаевите од 27 април. Знаеме за поднесувањето на законот и знаеме како заврши целата таа иницијатива. Зошто никој не објаснува по кој критериум се тие исклучени од овој закон за амнестија, Пешевски? Сите знаеме по кој критериум се исклучени, затоа што се неподобни да бидат ослободени во моментов и затоа што им требаат за политички пазар. И овој закон сега што е поднесен, ваков шугав каков што е поднесен, е поднесен, дури сметам дека е намерно ваков, за да се дојде до некаков си политички договор, дали со амандмани, дали со било што, па да се доработува, па да се среди, па да се било што, затоа што сите Мицкоски денеска рече дека нема шанси да се дозволи да се донесе. Нема шанси да се дозволи да се донесе, да, но они ќе влезат во комисија, па ќе почнат да преговараат, па ќе поднесат амандмани, па дел од тие амандмани може да бидат прифатени, политиката се е можно апсолутно. Една работа сега да се вратиме, значи да, сакавте да се надобрзате. Колку е смешен законот, вика една од целта на донесување
е тоа што условите во затворските институции се лоши. Да, точно лоши се условите во затворските институции и тоа се нечовечни услови, не треба да бидат такви. Но тоа не е основ за ослободување на затвореници. Сега да ги земеме студентите за пример. Условите во студентските домови се слични како во затворите. Дали тоа значи дека треба студентите да ги ослободиме од студирање и да им дадеме дипломи? Не значи тоа. Од друга страна, вика, да се вратам, целта е ресоциализација на сторители. Па кој прочитал, кој отворил кривичен законник помеѓу првите одредби, што е целта на казнувањето? Целта на казнувањето е ресоциализација преку одредени видови на казни, меѓу кои затворската казна. Затворската казна значи ресоциализација, а не ослободување од затворска казна. Така да законот е комплетно утка и сметам дека политички закон кој што тек ќе се доработува во собранието. Да се надоврзам зашто 27-ми. Да. Значи 27-ми, како што каже и Сашко, амнестија како амнестија е не поединечен, туку е општ акт на милост на државата против сите лица кои што се осудени со правосудна пресуда или како и да е против кои што се води постапка. Во конкретниот случај не смее да има за кого ќе важи и за кого нема да важи. Ако законов помине како што е вака, во скратена постапка, ако успее некако да помине, тоа значи дека од затвор ќе искочат одредени ситни бараби, кои што може би за избори ќе завршат работа на улица да направат одредени проблеми, тепачки и слично, па ќе бидат вратени во затвор, после тоа без никаков проблем. Јас повторно го поставувам прашањето. Ова е емисија многу гледана и повторно го поставувам прашањето. Еве, јас не можам да најдам реална, логична, а особено не можам да најдам правна причина. Нека дојде некој, нека ми објасни и јас ќе му се поклонам. Врз основа на кој, тука пише некаква глупост, негативна категоризација и негативна селекција, па ние сме ги тргале овие. Врз основа на кој критериум при амнестија, луѓе, тоа ви е основна работа во право, разлика помеѓу амнестија и помилување или аболиција. Значи, индивидуално неопределени лица. Ако се индивидуално неопределени лица, врз основа на кои критериуми вие им ги ограничувате за кои кривични дела може да важат, за кои кривични дела не може да важат. Нека дојде некој, нека ми го објасни. Морам да и кажам, втора работа што сакам да... Ти се чудам на ваква... Тоа што си зачуден. Двајцата учествувавме во 27 април предметот и во таа амнестија. Што не беше амнестија, сакам само да се надоврзам. Да, така. Јас повторно, јавно ја прозивам, го прозивам истакнатиот правник олицетворен во ликот и делото на председателот на Уставниот суд, уважената господја Добрила Кацарска, првиот ден, ако некогаш стапи ваква будалаштина по мене, не треба никогаш да биде да се донесе воопшто. Да не се разбираме, затоа што оваа емисија ја гледа погрешно, затоа што оваа емисија ја гледат многу затвореници, да не мислат дека сме ние против и општа јавност. Не зборувате дека не сме да биде селективно. Да не мислат дека јас сум против амнестија. Не сум против амнестија. Јас сум против селективна амнестија. Тоа не е правда. Првиот нареден ден, ако оваа будалаштина биде донесена од закон, јас ја предизвикам тој истакнат правник и баш ме интересира со какво образложение ќе ме одбие. Дека ќе ме одбие, немам секунда дилема. Добро, ама тука сме ние новинарите, па ќе ја прашам. Сакам да знам, не да ми каже флоскули како на образложението на пресудата за 27 април слушнала, прочитала парларе, што значи парламент и така натака, не, да образложи како тоа не е повредено уставното начело од член 8 дека сите граѓани се еднакви пред уставот и законот. Само тоа ќе ја прашам. Со огромно уважување. На истава линија продолжуваме по многу кусата пауза за реклама, бидејќи веќе од режија го вклучи алармот дека мора да пресечеме тука и не го менувате каналот, се враќаме за кратко.
Да, дебатата трае и додека овие 8 минути вие одмаравте од нас, условно речено, знам дека одве чекавте да се вратиме назад. Вечерва, за жал, во пократкиот втор дел од емисијата, оние кои сега се вклучуваат, секако бидете тука. Драган Стари Пешевски, Сашко Дуковски, двајцата адвокати, разговараме за скандалозното време и уште поскандалозната содржина на сите три закони сега веќе за помилување, амнестија и кривичниот. Пешевски, она што, например, обичен човек му пречи, му боде очи или едноставно му е несватливо, како за вакви суштински лоши законски решенија никој од фелата не се крива бунтовнички, додека пак, например, јас не велам дека тоа не треба така да биде, но ајде да направиме ако може да се направи, додека пак, например, во однос на финансиски проблеми и други проблеми, административни во правосудниот систем и штрајкови се најавуваат и се. Не велам дека тоа не треба да биде така, да не ме сватат погрешно овие луѓе што си работат, а што се правници во администрацијата во правосудниот систем, но еве, ова се исто така многу катастрофални решенија кои се на штета на државата и на незините граѓани. Пред да ти одговорам, значи тука прво јавно сакам да им дам поддршка и на судската и на обвинителската администрација за штрајковите што ги прават, затоа што сметам дека значи никој не е против зголемувањето на платите на обвинителите на судиите, напротив треба и уште да бидат покачени за да судиите и обвинителите бидат независни во својата работа, но е нефер према тие вработени со кои што поминуваат цели денови, висината на платата да биде разлика 1:5 или 1:6, и тие имаат семејства и тие имаат семејства и сметам дека е нефер, затоа им давам апсолутна поддршка. Од друга страна, не може да функционира судот без нив. Ова што го зборите за довербата во правосудството. Довербата во правосудството е до некаде и таква заради молкот на фелата. И кога зборам за молкот на фелата, тука ќе издвојам адвокатурата, односно одредени примери од адвокатурата, затоа што и таа генерално молчи, на ниво на комора по уште повеќе молчи, глас не се слуша. Не ги слушнав. Глас не се слуша, освен поединци. Јас, Сашо и уште неколку гласни. Посебно ќе ги нагласам судската и обвинителската фела. Ниеден судија, дали од основен, дали од апелационен, дали од врховен суд, дали од уставен суд, не исклучи со став за лошите закони кои што се носат, они треба да ги спроведуваат. Истото го зборам и за обвинителската фела. Ниту основен обвинител, нити виш обвинител, за републичкиот обвинител, не сакам ни да коментирам. Не знам дали има доволна стручност да ги коментира. Човекот е во поодминати години. И тука сметам дека е проблемот. Не може да се качи довербата во правосудството без нивно јавно мислење. Они секогаш кога ќе се видиме по судските ходници, ми кажуваат дека кај нив функционираат системот на хиерархија и субординација и дека они очекуваат од нивните предпоставени и повисоки и надредени да кажат нешто, но сега ќе мора да разбереме нешто. Ако државата те назначила да бидеш обвинител или судија, не ти го земала правото да мислиш и да искажеш став. Треба да мислиш и да искажеш став затоа што тие закони и лоши законски решенија утре ти треба да ги спроведуваш и ти треба да судиш по нив. Затоа сметам дека тој молк е неопростлив и со таков молк ќе бидеме во ситуација каква што сме. Не ви се чини дека можеме да се рехабилитираме, бидејќи некако низ годиниве наназад, односно од пред 7 па наваму, мене ми се чини полошо. Многу е интересно со секој утро се будиме и се викаме добро, полошо од ова не може да биде и секој ден сме потпуно изненадени дека се уште ното не само што го пробивме, туку идеме и надале, ама имало и уште надале. И ситуацијата станува се полоша и полоша. А не сакам да мислам дека ова покачување на платите ги замолчи судиите и обвинителите да не смеат да кренат сега па уште толку глас заради ваквите состојби од страв да не бидат сменети или било што. Затоа што ќе го земам примерот на Војо Димовски обвинителот, кој што видовме и слушнавме сите како беше дисциплиниран од страна на висш јавен обвинител, со буквална смисла ќе те фатам за уши и ќе те истегнам. Јасно е. Е добро, истовремено до крајов на месецот најавен и извештајот од така наречената оценувачка екипа или тим од ЕУ кој го чешлаше судскиот совет, особено после скандалите со Весна Дамова или како и да се презиваше Дамова, ете така. Каков извештај очекувате, Дуковски? Метастаза и карцином. Таков извештај очекувам. Се работи за правници од судии на председател на Врховен суд Хорватин. Човек
Јас сум читал негови пресуди, прилично виспрен, прилично правно поткован и сега ви доаѓа во една кал овдека да евалуира едно тело кое што треба да се само укине, и тоа го слушнавме од 200 релевантни извори. Која е целта? Чуму постои тој Републички судски совет? Пазите ова правна перверзија. Значи, вие во последните два мандата председатели на Републичкиот судски совет, значи највисокото тело кој што може утре да разреши судија на Врховен суд и други работи да направи, многу битни за судството, ви се луѓе кои што не се воопшто судии. И предходната председателка, Црвенковска, никогаш не била судика, и пред оваа што беше смената, беше стручна соработничка Весна Дамевска. И видите оваа перверзија. Сега, човек кој што не е судија, по редот на нештата, може да одлучува за разрешување на судија на Врховен суд. Другата перверзија е како онај судија во Врховен суд што се играше пинг-понг. Значи, јас сам си гласам за себе, да си изберам, да си влезам во едно тело, па после некој негов близок роднина за да стане судија, па му шепнаа, чекај, ај добро, ќе се тргнам, ќе се вратам во Врховен суд. Каде го има тоа, луѓе? Каде го има тоа? Значи, целта, тој орган треба да се самоукине. Сега веднаш и одма. Повторувам, сега веднаш и одма. Бесполезен е. Никакво ниво нема. Никаква правна култура. Единствено функционира за исполнување на желби. Јас немам напишано представка до Републички судски совет па најмалце 7-8 години. Зошто да напишам? Вие ќе они действуваат и разрешуваат и покренуваат дисциплински постапки само ако има некаква интервенција, дали политичка, дали од третата власт, и никако поинеку. Нека дојде некој, нека ме разубеди дека тоа не е така. Вие ќе поднесете представка многу основана против некого и ќе веднаш, тука се многу ажурни, ќе ви одговорат, го земавме вашиот предмет во работа и тука завршува целата приказка. Нивното екзистирање во Република Македонија како Републички судски совет е неталасање, ништо да не прават. Го гледате и председателот сега. Ама ние извештаи да направиме, ние ова, ние треба анализи, стално они анализи. Значи ама има конкретни забелешки, еве и од странци. Ако веќе сакаме да, ако самите не знаеме или не си ги слушаме само говори за тие. Па вие ако го слушнете вордингот австрискиот, холандската амбасада се повлече, пари ги повлече. Ако го слушнете вордингот нивни на тие дипломати кои го употребуваат, никош нема да ви речат вие сте катастрофа, зачудувачки како е можно и таков вординг употребуваат за постапувањето. Како ја сменија таа Весна Дамевска? Како ја сменија? Оптроп, како населско буниште, нити отварање на дисциплинска постапка, нити ништо. Значи тоа е катастрофа и тој најдобро е да се самоукине. Безполезен е тој. Сусама за крај, бидејќи ако збориме за мешањето на политиката во судството, десната рака на политиката во судството е судскиот совет. Да. Од таму се прават сите заврзлами, од таму се казнуваат неподобни судии, политички за нив некоректни и неупотребливи во тој период. Добро, значи сериозно метастазиран е целиот систем, ако заклучиме од целава оваа дебата во целост. За која имаме. И имате една ситуација. Може ли со една рестарт да се реши? Имате една ситуација. Само ве волам на крај цел западен демократски свет ви вика: "Ало луѓе, што правите во Републички судски совет?" И они ви велат ладно: "Не го прифаќаме ние тоа." Браво. Ова што го велите за рестартирање, јас би сакал, затоа што верувам јас во правото, затоа се занимавам со правото, но сметам дека нажалост, тоа е моје лично мислење, не морам да бидам во право, дека е веќе многу касно. Дали барем во оваа фаза, што ќе биде во некои идни времења ќе видиме, но мислам дека многу сме забраздиле длабоко и дека тешко. Пешевски се сложува. Јас сум вечен оптимист, сметам дека работите не само што може, туку и мора да тргнат за што е можно поскоро во права насока.
Како ќе биде стигнато до тој пат, стварно не знам, но сум убеден дека тоа ќе биде така. Драган Старипишевски, Сашко Дуковски, ви благодарам за пред се едукативната за мене дебата вечерва, и прилично информативна и мислам дека малку и детално влеговме, малку повеќе колку што им е потребно на нашите гледачи за да може да разберат колку сето ова е спорно и опасно. Почитувани, ви благодарам за вниманието. Тука е крајот, но како и да е, секој работен ден се дружите со мене и моите колеги, разговараме, дебатираме за вакви актуелни теми и ако некој еве како и што ме прашуваат од каде мотивот и борбата и зошто цело време едните исти проблеми и работи, па заради тоа што свеста за нештата која и информациите за работите детално кога не ги добивате од оние кои треба да бидат транспарентни, тогаш ние медиумите сме задолжени за да ви овозможиме анализи на спорните прашања и проблеми. Ви посакувам добра ног со Алфа.